Добро вечер, почитувани гледачи. Ова емисија Под лупа ќе обоиме во портокалова боја. Со тоа се приклучуваме и ние кон активизмот за сузбивање на насилството врз жената и девојките. Моја вечерашна гостинка е госпоѓата Драгица Павлеска-Поповска од невладината организација Езерка Струга. Добре дојдовте во ТВМ и во емисијата Под лупа. Добро вечер. Госпоѓо Поповска, значи, вие во вашата невладина организација многу ја обработувате и работите на оваа тема. Имате изработено многу проекти и блиска тема е до вас. Еве на самиот почеток, каква е состојбата, значи, со насилството врз жената и девојките и дали можеме да кажеме некои конкретни резултати во текот на оваа година кои што ги имате добиено врз основа на вашите анкети кои што ги правите постојано? Езерка долго време се занимава со оваа проблематика и е против сите видови на насилство, посебно против насилството на жените, девојчињата и децата. Ние долго време работиме, а посебно сега сме вклучени во 16 дена активизмот, а исто и го завршуваме проектот од Европската Унија со заеднички сили против родово базираното насилство. Насилството постои одавна и го има и сега. Но од нашите истражувања можеме да кажеме дека охрабрени се жените да го пријават насилникот и не е она како порано од стереотипите и предрасудите жената да не може да го пријави насилникот и да избега од домот во кој што е насилникот. Од нашите анкети што ги имаме изработено, насилството го има во семејството и помеѓу сопругот и сопругата, родителите од децата, некаде децата од родителите, вереници меѓу себе, го има и уличното насилство како вознемирување, другото насилство мобингот, во друга емисија за тоа ќе кажуваме. А мислам дека подигната е свеста кај жените се охрабруваат и да го пријават насилството и да ги кажат своите проблеми. Сега, според податоците кои што ги добивме за ова година, од почетокот на 2014, заклучно со месец септември, за 25% е зголемено насилството врз жените и девојките, но дали овој процент е реален, бидејќи мислам дека свеста е подигната и дека можеби овој процент се должи на тоа што повеќе се јавуваат и пријавуваат за насилството кое што го трпат? Овој процент е резултат на тоа што е подигната свеста и луѓето, посебно жените, не може да ги поднесат оние тортури на насилство, бидејќи насилството физичкото може би полесно ќе го поднесите еден шамар, но психичкото насилство кое може да трае и 24 часа, жената не може да го поднесе. Значи, според податоците кои што ги имаме од статистички податоци на ниво на Република Македонија, секоја втора жена е жртва на психичко насилство, а секоја пета е на физичко насилство. Секоја трета на физичко, а психичкото насилство е најтешкиот облик на насилство на кој што се жалаат жртвите на насилство. Тоа не е видливо од надворешна страна, но душата во која што не може никој да дзирне е многу ранета, а исто така многу трпат и дечињата кои што понатака не знаеме во што може да прераснат. Дали насилници или и тие да бидат жртви. Таквите дечиња кои што се од дисфункционални семејства, каде што владее насилството, покрај тоа што можат да бидат насилници, најлесно тие можат да попаднат и во синџирот на трговијата со луѓе, преку питачење, верба во други луѓе, интернетот и за него има доста да се зборува. Така да оваа бројка е реална до некаде. Во општина Струга, од податоците што ги имаме од полициската станица, 2012 година 86 пријавени случаи,
против кои е поднесена кривична пријава. 2013 61 е малку наголемено, додека 2014 има поголем број на пријави, но оваа бројка може да се каже дека и не е точна, бидејќи жртвите кажуваат друго. Често пати не се охрабруваат да го пријават директно во полиција, бидејќи се плашат од насилникот. Затоа што полицијата ќе постапи по своите овластувања, ќе го приведе во станица, ќе го пушти за одреден период и после што со жената. Таа е веќе повторно жртва и таа и децата. Така да имаме и случаи кои кога ќе се пријави насилството во невладините организации, ние им даваме психофизичка поддршка, ги упатуваме во центрите за социјални грижи, со кои што ние во Струга, за наша среќа, имаме многу добра соработка, исто така со полицијата и со обвинителството, кој што ни дава податоци и секој пат присуствува на овие наши трибини што се поврзани со сите видови на насилство. Дали нашата држава има соодветни механизми како да ги заштити жртвите на насилство, значи без разлика на кој вид на насилство станува збор? Еве сега конкретно можеби најмногу ќе се задржиме на насилството врз жената и девојките, затоа што рековме овој период, овие 16 дена се токму на нив посветени, но сепак постојат, како што на самиот почеток од емисијата и вие кажавте, различни видови на насилство, и мажите можат да бидат жртви, и постарите лица и децата. Значи, кои се механизмите кои што државата ги спроведува за да ги заштити овие жртви и на тој начин тие да добијат некаква сигурност и да се охрабрат да пријават ако имаат некаков проблем? Владата на Република Македонија прави посебни напори за заштита на жените и девојките жртви на семејно насилство. Посебно сега радува фактот со измените во Законот за семејно насилство, каде што еден од начините се менува во поранешниот закон, кога имаше случај на семејно насилство, жената се извлекуваше од домот или сама или со децата, а сега со новиот закон насилникот ќе се отстрани од домот. Дури ќе му се каже простор до колку може да дојде до домот. Прави напори и во вработувањето. Прави напори до стручно преквалификување, психофизички поддршки, прифатилишта на жени. Ние, ево еден пример, во Струга има еден горлив проблем. Немаме никакво прифатилиште за заштита на жените. На наше барање во програмата за 2015 година во владата да се вметне и тоа, добивме одговор од министерката Гордана Јанкуловска, на која многу и благодариме за разбирањето што ни го даде и ни одговори дека во 2015 година и Струга ќе добие еден кризен центар, но ние бараме од помали размери. А исто така, скоро целата влада, Министерството за внатрешни работи и Министерството за труд и социјална политика се вклучени во овие 16 дена, а и континуирано и се дава поголема поддршка на жртвата отколку на насилникот. Во полицијата се обучуваат инспекторите кои што треба да разговараат со жртвите. Сега колку имаме, тоа сакав да ве прашам, стручен кадар. Значи многу е важно во првиот момент кога жртвата ќе пријави дека има некакво насилство извршено врз неа, да има соодветно лице кое што ќе ја прими, кое што ќе ја прифати и кое што ќе ја сослуша. Бидејќи тие моменти мислам дека многу значат за понатамошното развивање на случајот. Имаме ли таков стручен кадар? Жртвата која што се охрабрила да го пријави насилството е многу ранета и повредена. Таа прво кога ќе дојдат во невладините организации 10 на минути, во нашата организација треба да се смири и да почне да го кажува својот проблем, а треба да има обучени луѓе. Владата прави напори и во полицијата и во Центарот за труд и социјала
се организираат многу семинари да се обучат луѓето како да го обават првиот контакт со жената, со жртвата. И тоа почнува да се надминува и мора да се надмине, затоа што дел од жртвите кажуваат дека често пати и онај што ја сослушува му кажува на телефон на мажот дека жена ти те пријави, па повторно е жртва или пак и Значи не се почитува на дискреционно право и треба многу да се почитува тоа право и ние како граѓани да имаме поголема совест пред жртвата и не без разлика дали што си по професија и која професија обавуваш, а посебно ако оваа професија со ранливи групи се обавува, треба да се има строга дискреција и да не се штити насилникот, туку да се заштитат дечињата и девојките и жената. Еве конкретно вие што правите во вакви случаи? Значи кога ќе дојде некоја жена или девојка кај вас која ќе се обрати со некој ваков проблем дека била жртва на некаков вид на насилство, и имате ли кај вас стручен тим и што понатам, каде ја упатувате? Кога жената прво ќе дојде кај нас, ние ја пречекуваме со љубезност и ние само разговараме со жената, не даваме судови, туку за она што се случило, туку ја сослушуваме и затоа тие имаат повеќе, не ја испитуваме. Ја упатуваме во Центарот за социјални грижи, ако може да појде сама, ќе отиде сама, ако не може, некој од нас ќе ја однесе. Исто така, бесплатна им даваме и правна помош, психосоцијална заштита и поддршка и ги упитуваме во полицијата. Ако жртвата не појде тој ден во полиција, често пати се премислуваат. Затоа што се плашат полицијата ќе покрени обвинение, обвинителството, друго обвинение, НККР од Струга со која што ние многу добро соработуваме и тие покренуваат обвиненија. Дел од жртвите се премислуваат и се враќаат назад, но после повторно, ако веќе не може да издржи, ќе појде да го пријавите. Од разговорите што ги имаме и дописите со Центарот за труд и социјална политика, жртвите одат таму, но кога ќе треба да излезат пред суд, често пати се повлекуваат од страс што каде после разврската ќе одиđe. Што е она што најмногу ги плаши жените? Мислите ли дека може би нивната слаба економска состојба е таа што на некој начин им ги врзува рацете да кажат ни што се поминуваат во животот? Па една од причините која што ги плаши жените е социоекономската положба на жената. Кога жената е вработена, жената полесно ќе го пријави случајот и таа има еден вид екзистенција. Невработената жена прво се плаши што понатака. Ако ги земе децата, што ако ги остави децата? Нема каде да оди, често пати се враќа во домот на родителите. Некој од жртвите, за некој нема место и во домот на родителите, бидејќи се оженил братот, семејството се намножило, проширило, со дечиња дома да се вратит дел од родителите и не ја сакаат, но едно е сега малу покажува нагорна линија. Додека порано родителите не им даваа поддршка на жените, им велеа молчите, сега тоа ти било судбина, имаш деца, што ќе речи средината, околината, соседството. Денес радува фактот што се повеќе родители им даваат поддршка на жените жртви на и девојките на семејното насилство и сите други видови на насилство. Дали жените кај нас, бидејќи нашите градови се мали средини, веднаш се разбира, дали на некој начин се обележани понатаму, дали се вперува прст во нив и можеби тоа е една причина што не сакаат да кажат дека трпат некакво семејно насилство. Насилниците се многу итри луѓе.
Тие за да се оправдаат за она што го сториле, а не требало да се направи, тие често пати измислуваат различити приказни со тоа што да се заштитат себе си, обвинувајќи ја жената за неверство, за недоматинлук, за поставување на децата. Така да тоа многу малку го има сега, некој кој што ќе им поверува, но има некој и што ќе им поверува. Сведоци бевме сега на случувањата во Злетово, убиството во Кавадарци, така да многу работи треба да се менуваат, а загоните сега се доста строги, да бидат уште построги према насилниците. Мислите дека и институциите тука имаат еден добар дел од вината, затоа што многу пати како да затајуваат? Еве, кога ги споменавте овие последни случувања кои што ја вознемирија македонската јавност, значи можеше во некоја мера да се спречат. Затоа што насилниците во едниот случај добро беше познат на полицијата, значи претходно бил сторител на такви дела. За другиот да не коментираме, значи бил инволвиран и во воено лице и така натаму, значи дали можеше тука нешто да се стори? Можеше. Но тука во тие случаи затаија институциите. Исто така и убиството со жената во Струга пред 2-3 години и тука нешто можеше да се стори, бидејќи и таа жена нон-стоп се жалеше, пријавуваше, но не беше сватена озбилно. Сериозно, да. Во овие случаи јас мислам дека за луѓето кои поседуваат оружје треба многу да се внимава кои луѓе, дали се тие психофизички здрави особи, да поседуваат оружје, бидејќи имаме случаи да и за од она што го кажуваат жртвите и на најмала закана се фаќа за пиштолот или оди горе да го земе па ги плаши, го остава намаса во пијана состојба, ги плаши децата. Треба многу да се размисли на кои луѓе се дава без разлика дали е со дозвола. Пиштолот убива и без дозвола и со дозвола, но сепак треба многу да се внимава на нивната психофизичка способност. Така и кога ќе се пријават можеби вакви случаи каде што се превзели некои вакви мерки кога се употребило и оружје или се имало некаква закана со оружје, значи мислам дека полицијата треба посериозно да пристапи и да го испита случајот, да не се остави така на случајност и дека можеби се случило, можеби не. Значи треба навистина добро да се видат сите аргументи и да се превземат мерки навреме, додека не е доцна. Невладините организации можат така полабаво да се однесуваат, бидејќи не се тие власт, не можат да приведат никого, а едино може дома да го земам јас една вечер. Но, посебно полицијата, таа треба да биде многу сериозна, дури и лажна закана за убиство, лажно пријавување на закана, треба да го преиспита случајот и работата да ја земе поозбилно. Случајот во Злетово, јас не ми беше сватливо како излезе обвинителот да кажува судство, решено, нерешено обвинителство, сепак тука треба да се прават многу работи. Кога ќе се потпише конвенцијата за Македонија ја потпиша меѓу првите земји во регионот за борба против сите видови на насилство, посебно народово базираното насилство, тогаш ќе се менат многу закони, затоа ги правиме и овие кампањи да се што побрзо ратификува таа спогодба, инаку наречена Истанбулска декларација, бидејќи мотото е тука тоа што никој не го сака, треба да се промени. Треба да се променат и многу закони, а посебно болни луѓе не смеат да носат оружје. Еве ние сега имаме еден случај на пријава на насилство од Охрид. Го пријавува жртва во Струга. Кај вас во вашата невладина организација? Да, во нашата невладина организација. Ние и кажавме каде и дадовме насоки да се упати во Охрид. Но таа дојде и кај нас, колку што можеме ќе ја помогнеме. И таа жена, по нејзиното кажување, ако е тоа точно, ние ќе
испитаме колку што можеме и со органиве од Охрид и со МВР и со Труд и социјала, дали е тоа така, се жали и се плаши дека може во скоро време да биде убиена, бидејќи нејзиниот маж има пиштол. И често пати се заканува со пиштол. Так, рековме дека ваквите случаи во никој случај не треба да се изостават и да се сватат така некако полабаво, туку треба сериозно да им се пристапи, затоа што може би имаме и такви ситуации каде што на крајот на криштата ќе се докаже дека била само лажна тревога, но многу често тие случаи на вистина се реализираат и кога веќе ќе се случи нешто трагично, за се е доцна. Точно е тоа така, треба да се реагира и на лажните промени и мислам дека повеќе да и се верува на жртвата отколку на насилникот. Затоа што насилникот како да има 9 лица. Тој е примерен, имаме случаи примерен на работа, добар комшија, добар другар, но дома злосторник. Случаите што се пријавени од семејно насилство, ние на сите им веруваме, бидејќи од испитувањата што ги имаме направено, сето тоа што е кажано е точно. Понатака, како ќе одлучат жртвите? Како ги правите тие испитувања? Имаме еден прашалник кој што е изработен и од психолог, и од педагог, и од доктор. Така да по тој прашалник, прво, кога ќе се пријави жртвата, го пополнува прашалникот. Ако сака сама, но почесто сакаат ние да го пополниме, а тие да го кажуваат што да го пополниме, бидејќи се вознемирени и исплашени. Ние во моментов немаме SOS линија, бесплатна, никаква немаме, па се служиме со мобилниве телефони што ги имаме. Често пати жртвите и знаат комшија, сосед, заборавив да кажам, насилството не го пријавува само жртвата. Го пријавуваат и соседи, а имаме случај да го пријави и учителка. Дури се и должни сега да, ако сега забележат, по законот нос се должни. Да, ако забележат насилство да го пријават. Наставниот кадар со кој што соработуваме во Струга, често пати им се обрнува внимание да влијаат на децата, да ги ослободат на таквите дечиња што се жртви на семејно насилство, а повеќе да работат со нив, а и да пријавуваат. Не имаме случај и патронажни сестри кои што ни го пријавиле насилството не во градот, надвор во руралните средини, бидејќи жртвата често пати нема пари да дојде до Струга, не работи, треба да побара од сопругот, да поднесе оправдување каде оди, да не биде пуштена, да биде малтретирана, така да и патронажните сестри со кои што имаме добра соработка, имаме случаи да ни пријавуваат жртви на насилство. Кои жени се почесто жртви на семејно насилство, они од руралните средини или од градските средини? Жените од руралните средини во поранешните години многу помалку го пријавуваа насилството. Се плашеа што ќе речат средината околу ними. Сега го пријавуваат насилството, но тоа подеднакво е застапено. Често пати и жени вработени, еманципирани, со плати, со добри налик сопрузи, подрака кои што ги носат, можат да бидат жртви на семејно насилство, така да насилството не бира ни возраст, ни образование, ни нација, ни вера, тоа е многу широка распространета појава, која што мора да се промени. Така. Сега рековме дека овие 16 дена се активизам за елиминирање на насилството врз жените, но и врз девојките и девојчињата. Значи, ова појава се позастапена и кај младата популација, за жал. И мислам дека во многу случаи младите не се ни свесни дека се жртви на насилство всушност, затоа што сметаат, можеби го поистоветуваат насилството дека
е дел од таа некоја љубовна игра, дека нивниот дечко покажува само љубомора, што нив на некој начин им импонира, дека многу ги сака, што не е така. Значи, мислам дека во многу случаи се во заблуда. Некако љубовта ја поистоветуваат со некој вид на насилство, значи не може тука да се направи никакво равенство. Точно е тоа, дека многу девојчиња се жртви на насилство. Дали е улично, дали е сексуално вознемирување, но често пати се жртви на своите вереници или дечковци. Бидејќи не сакаат да признат, мислам дека знаат што е насилство, што е љубов, но не сакаат да признат дека еден шамар од оваа чашка, па после ке поминит. Често пати младите стануваат жртви и на трговија со луѓе и на овие социјалните мрежи, бидејќи ние секој пат апелираме, јас сум и од постарите генерации, но сепак и младите кои што се во Езерка, апелираме сите да се внимава со што се внесува во своите профили. Бидејќи тој не гледа пред себе човек. Гледа напишано и слика, не знае чива е и каква е, така да често пати влегуваат во еден лавиринт од кој што многу тешко можат да излезат, а и кога ќе излезат се со ранета душа и големи проблеми и последици кои што треба подолго време да се лекуваат. Имате ли такви случаи во вашата општина и кај вас во вашата невладина организација, каде што може би дошла се обратила некоја девојка или некој девојче или па некој роднина, мајка, татко, кои што ви се обратиле заради тоа што нивното дете трпи такво насилство? Имавме случај мајка и ќерка кои што се обратија да го пријават вереникот, бидејќи девојчето не може да отрпи насилството и сака да ја раскини веридбата, но по кажувањето дека сака да раскини со него, за неја настануваат кошмар, проблеми, закани, не од него, дури и од негови другари, пријатели, па ништо ми не можеш, јас сум економски моќен, безпоранешен припадник на полицијата, но ми ги охрабруваме дека со тоа само ги плашат, а ако надлежниве си ја земат работата врака, ке се намали и тоа. Имаме поплаки повеќе пати од млади девојчиња при барање на работни места. Значи тогаш се соочуваат со некој вид на насилство или пак и со некои непристојни предлози од страна на работодавците? Вознемирувачки прашања, па во оваа соба ќе го направиме интервјуто, па ондека ќе појме, но сепак многу малку од нив се осмелуваат тоа да го кажат, бидејќи се плашат и за работните места и повторно што ќе речит средината. Бидејќи секој пат насилникот мисли дека јас сум моќен, сум во право, ти си жртва и тебе нема кој да те заштити. Мислите ли за да се на некој начин спречат вакви појави или за да им се каже и да добијат некакви сознанија младите и девојките, а и момчињата, доколку се соочат со некој ваков проблем, како да изреагираат, каде да се обратат, треба една едукација на повисоко ниво. Може би уште од основните училишта, затоа што сега малку времињата се изменети и кај младите некако границата за се поместена наназад, па може би треба уште од порано да се започне со една ваква едукација и да се на некој начин информира, да се запознаат какви се опасности ги демнат, а и доколку, не дај Боже, им се случи нешто, каде да се обратат. Ние во нашата организација, во програмата, што ја имаме за 2015, сето ова е ставено. А и сиве овие години работиме со деца
бидејќи границите се поместуваат, почнуваме да работиме со деца од 12 години, од 10 години, бидејќи и од податоците што ги има жртви на трговија со луѓе и девојчиња од 10 години. Има случаи на забременети девојчиња кои што неедуцирано настапуваат, влетуваат побрзо во животот, така да вршиме едукација и на децата и на родителите. Така. Се надевам дека сето тоа, вие што го правите, а и другите невладини организации, институциите, ние медиумите, ќе вроди со плод, ќе имаме што помалку вакви жртви. Сега малку ќе ве одморам со една пауза, потоа уште малку ќе поразговараме. Стоп Шоп и оваа недела ги препознава вашите желби. Фруктал Класик 1 литар плюс подарок чаша 49 денари, 10 јајца Галус 56 денари, Кондиса бисквити 400 грама 19 денари, штедлива лед сијалица 79 денари, подравка гулаш 200 грама 59 денари. Стоп Шоп. Во пријатниот амбиент на ресторанот во Хотел Гарден, уживајте во специјалитети од интернационалната кујна. Ресторанот на Хотел Гарден ви нуди безпрекорна организација на деловни ручеци, коктели, шведски маси, крштевки, родендени и други видови на забави и свечености. Ресторан на Хотел Гарден, рај на вкусови и за најпребирливите гурмани. Разликата помеѓу белиот и интегралниот леб не е само во бојата. Лебот од целозрнести житарици е значително побогат со хранливи материи. Консумирањето на интегралниот леб значително го намалува ризикот од срцев удар, го намалува ризикот од развој на дијабет и штити од рак на дебелото црево. Храната може да биде и отров и лек. Од вас зависи. Затоа направете добар избор за добро здравје. Здравјето е избор. Здрава храна, долг живот. Комплет железарија, галантерија и шрафовска роба во Железара Турист Инженеринг. Нова производна линија за подцинкован и пластифициран лим за сите видови покриви и единствено кај нас во форма на керамида и трапез. Секогаш ваш партнер Турист Инженеринг. Имаш ли простор повеќе, куќа што не ја користиш? Време е да ги ставиш во употреба. Биди можност за алтернативниот туризам, а тој нека биде твојот нов бизнис. Обиди се. Алтернативен туризам. За тебе, за сите. Ти си мелема рана. Дисконт Рај, комплетен асортиман на сите видови на алкохолни и безалкохолни пијалоци, чаеви Франк, вина Бовин, генерален дистрибутер на стоби вина Red Bull и Нескафе, ваш пријател со најдобри цени за вашите веселби и угостителски објекти. Ново, екстра цени во Екстра Маркет. Алпско млеко 46 денари, туристички колбас Пик Врбовец 156 денари, копан со надкопан зоги 108 денари, екстра риба Ослич 149 денари, екстра ориз 65 денари, брашно жито Алтан 25 килограми 575 денари, абразивно средство за домакинство ЦИФ 82 денари. Екстра заштеда во Екстра Маркет. Време е за нова кујна. И Кеш Експрес кредит без жиранти. Но што со старите долгови? Решението е кредит за рефинансирање. А јас сакам своја соба. Твојата желба ќе ја исполни стамбениот кредит. Со кредитно животно осигурување за поголема сигурност. Здружени сме посилни. Охридска банка, дел од Societe Generale групацијата. Го барате најекономичното решение за грејење. Тогаш новите револуционерни печки Екошпар се она што ви е потребно во зимскиот период. Печките работат на иновативен греен систем на база на компресирано дрво, наречено пелети, кои се едноставни за складирање и за користење. Екошпар се печки на иднината, што се палат со допир на само едно копче или со подесување на тајмер. Нарачајте веднаш на 046 255 558. Татка, а да частиш едно кафе, што не кажеш бе, одба?
За мене средно. Во секое време, на секое место. Кафе Пела. Госпоѓо Попуска, ние ќе го продолжиме разговорот, значи разговараме на тема насилство врз жените и девојките, но се разбира и ќе ја прошириме малку темата. Насилство и жртва на насилство може да бидат сите, рековме, мажите и децата и повозрастните лица. За жал во Република Македонија според статистичките податоци само 21% од оние кои што биле жртви на насилство се осмелиле да го пријават. 55% и повеќе, значи не го пријавуваат насилството. Се определиле да молчат, да живеат со тоа, но тоа е многу тешко, како што и вие рековте. Значи има тоа последици, ако не физички видливи, има психички последици. Вие живеете во една специфична средина, значи каде што има македонци, албанци, муслимани, турци, значи имаме мешана една етничка структура. И ме интересира колку другите народности кои што живеат пријавуваат семејно насилство, затоа што знаеме дека кај нив едни поинакви вредности важат. Дали се осмелуваат, значи да излезат од оној круг во кој што се затворени живеат, или и тие трпат и молчат и никој не сака да разбере со што се соочуваат? Сите не молчат. Има случаи каде што се пријавува претежно насилник сопруг, а има и насилник свекор. Или девер. Во Струга работи и друга невладина организација Ореола на семејно насилство, и ми имаме блиски контакти и си ги разменуваме податоциве, така да и жените албанки и жените муслиманки го пријавуваат насилството, но помалу го пријавуваат насилството жените ромки. Често пати кај нив повеќе превладува физичкото насилство, се гледа дека жената е удирана, тепана, тие потешко го пријавуваат. А еманципацијата и едукацијата си го прави своето, така да кога ќе дојта не може повеќе да го трпи, преку го швелиме, го пријавува насилникот. Кај жените албанки, еден интересен факт ми рековте, дека не доаѓаат сами да го пријават насилството, обично доаѓаат во придружба со мајката или тетката. Тетка, војко или учителка ќе го пријави. Но сепак подигната е свеста за не поднесување на никаков вид на насилство и економско помоćните жени од сите националности го пријавуваат насилството, додека таа што нема каде да оди е немоćна, многу потешко го пријавува насилството, а и кога ќе го пријави во центрите за социјални работи, не се веднаш поднесува кривична, поднесува пријава до полицијата, туку има дека можат да се помират, да се сретнат, а од страв пак што после? Пријавување в полиција и судска разврска ќе прави жената, често пати откажуваат. Како завршуваат најчесто ваквите случаи на насилство? Има некои случаи кои што се решени. Доста се разведени, а пак и некои се устранил можеби насилникот кога е повикан на разговор, па сега жените кажуваат дека е добро. Но сепак не сме да се става под тепих, да се премолчува, ниту од самите жртви, а исто така и институциите, и на лажна пријава да бидат ажурни, затоа што толку многу убиства ни се случија, ево
случајот Вешчани, не е тоа што беше насилство, ето нека не е над жена насилство, но сепак насилство однесе два човечки животи, да. Така да се треба да се свати озбилно, да се настапува строго професионално и да се оди според законите. Дали институциите имаат некои програми, посебно работат со децата кои што се од семејства каде што имало ваков вид на насилство, дали врз жената или воопшто врз некои членови, затоа што тоа остава траги, мислам, врз нив, особено ако се помали деца кои што се во развој, може навистина психички тоа многу да влијае. Центрите за социјални грижи си имаат своји тимови кои што работат на насилство, а бидејќи имаат вработено и педагози и психолози, тие постојано работат со оние случаи пријавени деца кои што во понатамошниот живот многу патат. Родителите можеби ќе се скријат, па нешто ќе замижат, но децата кога ќе пораснат, онај стрес што го доживеале тие како дечиња, онај крик на мајката што го слушале од другата соба, им одзвонува во ушите и по нивните кажувања и понатака тие ќе останат жртви. И личности кои што или ќе потпаднат под влијание на злото на денешнината, криминалот, дрогата, или пак и ќе се затворат во себе си и многу тешко ќе можат да се разговара со нив. Ние имавме еден случај на девојче кој што така црта на една трибина, моето семејство. Тоа девојче нацрта многу убава куќа. Куќата беше без очак. Од едната страна мајка, татко, еден дефектолог кој што беше кај нас присутен во канцеларијава, ја погледна, ја праша, но што се топлите? Така да делот членство на ЕЗРК е обучено и да ги чита сликите, бидејќи ги посетуваме сите семинари. Девојчето се расплака и рече дека ние се топлиме на дрва, ама нема очак, мене ми е страм и ми е страв кога ќе излезе гласното викање, мислам дека ќе почне да излегува преку очакот. Сите ќе слушнат. И ќе слушнат сите, дечињата се страмат едни од други, а исто така и прекомерното земање на алкохолот е една од големите причини за семејното насилство, бидејќи многу лоши работи се случуваат во алкохолизирана или наркотизирана состојба. А се тоа повеќе го има како појава кај младите, за жал. Чи навистина, пак ќе речам, тука треба да се поработи и уште во корен да се исече, за да нема понатаму многу негативни последици. Има случаи кога деца кои што биле сведоци на семејно насилство, потоа кога ќе станат веќе возрастни личности, многу тешко се одлучуваат да создадат свое семејство, плашејќи се дека и нив тоа ќе им се случува и остануваат и се решаваат да го поминат животот сами. Што и тоа не е нормално. Така, и тоа не е нормална појава. Добро. Доста има такви случаи, но има и случај пак дете кое што го преживеело насилството на неговата мајка, на неговата сестра, и кога пораснало, тоа мисле, веќе му се вградило во мозокот дека тоа мора така да биде, па често пати и тој е насилник према неговите деца, неговата жена, и при играта со другарчињата може веднаш да се примети кое дете претрпало насилство. Колку сакаат нека го маскираат, сепак детенцето нешто ќе покажи. Со нешто ќе даде некаков знак. Некаков знак, и на оваа проблематика треба многу да се работи. Реков и преска, владата ги прави сите напори за подобрување на законите, подобрување на и економската и сите состојби на жените, но треба многу да се работи континуирано уште дечињата додека се во детските градинки од мали носе. Покрај со дечињата, воспитувачките како полесно да го приметат
насилството и како да ги насочат децата, а наставниот кадар и родителите сакам да дадам еден апел да обрнат многу големо внимание што нивните деца работат на компјутерите. Бидејќи даваат такви податоци што утре можат да станат жртви и сакам да се направи нешто, да се врати сјајот на детската игра, бидејќи децата претежно се на мобилните телефони и на компјутерите ги заборавија тие игри и жагори што се играше во едно мало, по паркови, покрај плажи. Тоа веќе како да одумира играта, туку компјутерот, најмодерен телефон. И во некој нивни свет, за кој што родителите не се ниту свесни. Игри, родителите не се свесни, често пати има родители кои што ќе кажат дека море шолбо, си играт игри, не знаат какви игри играат и во кој ланец може да влезат, не сакајќи да станат жртви, од кои што излекување има, но тоа е еден голем тунел и патот до среќата е многу тежок и до враќање на детството. Така. Сега, може би еден најтежок вид, облик на насилство е и сексуалното насилство. Во секоја 10-та жена во Република Македонија е жртва на вакво сексуално насилство и навистина остава големи последици. За жал се помала е границата на девојки и на девојчиња кои што станува жртви на ова сексуално насилство. Имаме се поголем процент на случаи кои што се пријавени на педофилија. Може би и тука збор 2 треба да се проговори, токму во ова вечерашна емисија. Педофилијата е една од најстрашните работи и најстрашните трауми што може да му се случи на едно дете. Педофилот ги демне жртвите и има и тој две лица. Често пати педофили можат да бидат блиски со семејството, кои што лесно доаѓаат до децата, влегувале во семејството, заедно ручале. Може да биде и тренер, и наставник, и обичен човек, и било кој. Затоа треба многу да се обрне внимание на оваа проблематика, затоа што сексуално злоставено дете не знам како понатака ќе може да го продолжи својот нормален живот и како ќе се однесува, а се почесто може да се слушне од оваа грмушка го демнат ова дете, го демнат она дете. Тука треба многу родителите да обрнат внимание на своите деца, да им кажат, невладините да обрнат внимание, наставниот кадар, и ова е добро што се донесе законот да се знае кој е педофилот. Не лице да му се скриет ни ништо и дури за нив треба да бидат покрај кастрацијата одредени највисоките строги мерки што можат, што ги има во уставните закони, но дури може и некој закон да се промени, само за се поголема заштита да имаат деца. Затоа што многу често повторно го повторуваат делото, да, кога ќе бидат пуштени на слобода. Пуштени на слобода го повторуваат делото. Потресни беа случаите и за тоа злоставувано дете во интернатот, во психијатриски болници, над немоćни луѓе, затоа многу често сторители на ваквите дела се и самите родители. Најчесто таткото врз керката и мајката сето тоа го знае, но и го молчи. Да, се плаши да пријави. Значи на некој начин и таа станува соучесник. Во ваквите случаи и мајката е соучесник на оваа злодело, таа е злосторник, бидејќи молчи од страв за семејството, ќе пукне брука, ќе пукне срам. А она што се случува на физичко насилство со нејзиното дете, а почести се тие појавите таткова врз дете или пак на деца од претходни бракови кои што ги има донесено
мајката, често пати и тие се жртви на оваа несакана појава. Така. Еве, можам да забележам дека децата стануваат се повеќе свесни и почнуваат дури и сами да пријавуваат вакви случаи. За жал, значи ги има, но за среќа, викам, свеста е на едно повисоко ниво и можеби е добро и да се зборува во јавноста, но од друга страна па можеби на тој начин оние луѓе кои што се склони кон педофилија ги поттикнуваме да го прават тоа. Значи некако како да имаме меч со двеоштрици. Затоа некои такви теми се многу горливи теми и треба со многу внимание да се настапи и кон едната и кон другата страна. Со воведувањето на регистар на педофили, мислам дека ќе се намали нивната бројка, бидејќи ако не друго од страм од деца нивни, роднини, семејство, град, макар да тоа што дело што мисле да го направи и тоа злосторство врз детето, тој нема ни срам од никого и нема никакви човечки чувства. Повторно сметам дека треба казните, сега не. Пред 10 години имавме такви еден случај, очух врз две девојчиња. Кај вас беа пријавени? Тие беа учителка, тоа го стори, бидејќи ги примети дечињата дека се повредувани по рацете, тој вршеше насилство над децата, но заедно со Центарот за социјални грижи, Црвениот крст, мајката имаше повреда и не беше тука во својот дом, додека мајката не беше тука, дечињата беа сместени. Имавме добра соработка со директорот на интернатот, во интернат, но тие работи завршија добро, сега си се тие мажени личности со своји семејства, така да до сега, освен тие, немаме сознанија за таков случај. Значи, рековме дека 16 дена се посветени на борба против насилството врз жените и девојките, но не треба само 16 дена. Барем невладината организација ЕЗРК континуирано работи на оваа проблематика. Еве што ви е вака најактуелно во наредниот период, на што ќе посветите внимание и имате некои проекти кои што планирате да ги реализирате? Ние на семејното насилство работиме преку целата година. И исто како што сакаме 8 март да е 8 март 365 дена, не само еден ден, така сакаме и да го нема семејното насилство и нонстоп да се работи. Работиме на трговијата со луѓе. Ево сега од 2 почнува до 9 неделата на борба против трговија со луѓе. Работиме на злото од наркоманија, сексуално преносливите болести. Сега ќе се вклучиме во кампањата за среќна 2015 година. Ланска година ни беше честита и со бакнеж, не со петарда. Годинава ќе видиме под кој мото ќе настапиме. Континуирано ќе работиме цела година. Сега го завршуваме овај проект од Европската Унија, но добивме известување дека и во 2015 година ќе продолжи, а исто така ЕЗРК е членка и на Националната комисија за борба против трговија со луѓе, така да континуирано работиме на оваа проблематика и сме во тек со сите новини, измени и радува фактот што Македонија од место каде што беше најраширена трговијата со луѓе, не е веќе на тоа место, намалена е, но не смее тоа да се занемари, да се рече дека го нема. Тоа треба да биде поттик за уште повеќе да се работи. Се едуцираат и младите, и родителите, и целото население, бидејќи тоа е едно од најголемото зло и најсурово кршење на човековите права. Едукација, едукација и само едукација за да се намалат некои појави, ако не сосема да ги нема, тогаш да се намали процентот и последиците од нив.
Ви благодарам што бевте дел од вечерашната емисија Под лупа. Се надевам дека и ние дадовме еден мал придонес во оваа кампања, која што реков е обоена во портокалова боја. Еве и овај символ кој што го носам вечерва, токму тоа го символизира. Што помалку да има насилство, не само врз жените, туку врз сите луѓе. Врз никој. Јас ви благодарам што не ви повикнавте да ви бидам гостинка. А тоа сакав да го кажам, вие пред мене го кажавте, и телевизиските куќи многу придонесуваат за намалување на насилството, посебно вие, кои што ние многу сме ви благодарни, бидејќи сте еден вид наша поддршка, овозможувате да излезат многу работи на виделина, да не стојат зацкриени. Ние секој пат ќе соработуваме со вас и ви посакуваме се што е најубаво, многу успеси и повеќе пати да се среќаваме и да ни дојдете кога сме и на терен во подалечните рурални средини во општина Струга. Значи секогаш сме тука, кога можеме, секогаш ги следиме вашите активности, се со цел да ги информираме навремено граѓаните за се она што работите и нормално рековме да има бенефити од тоа, да некои појави да се намалат, а некои пак позитивни работи да се истакнат. Да, благодарам уште еднаш. Ви благодарам и јас. Овие негативни работи